Здраво на сите и добро дојдовте на денешниот час кој што е прв од серијалот програм Играм во Scratch. Во денешниот видео туторијал ќе научиме што е Scratch, како можеш да креираш профил на Scratch, како можеш да се најавиш на истиот. Потоа ќе се запознаеме од што се состои Scratch и ќе го креираме нашиот прв проект во Scratch. Што е Scratch? Scratch е програмски јазик кој што користи визуелно интегрирана околина која што е многу лесна и едноставна за користење. Во Scratch може да се програмираат разни видови на колажи, приказни, анимации и игри. Како можеме да стигнеме до Scratch? Во нашиот веб прелистувач ќе ја напишеме следната адреса: scratch.meet.edu. Вака изгледа почетната страна кога ќе го отвориме веб страната scratch.meet.edu. Како можеме да креираме профил на Scratch? Многу едноставно. Притискаме на Join Scratch што ни се наоѓа горе десно во лентата. Откако ќе го кликнеме, првото нешто што се бара од нас е да го внесеме корисничкото име и лозинката кои што потоа ќе ни бидат потребни за да се најавиме на нашиот профил. Откако ќе завршиме со внесување на овие податоци, притискаме Next. Потоа ја избираме државата, односно земјата од која се наоѓаме. Повторно притискаме Next. Сега ги внесуваме месецот и годината кога сме родени. Во ова прозорче се бара од нас да го селектираме нашиот пол. И на крај, за да го потврдиме нашиот идентитет, внесуваме имејл адреса на која што ќе ни стигне конфирмација, за да можеме да си го креираме профилот. Многу едноставно. Сега само треба да одиме на нашиот имејл адрес за да го потврдиме нашиот идентитет. Вака изгледа мејлот кој што ќе ни стигне, потоа притискаме Confirm my account и со тоа ја потврдуваме нашата точност на информации и го започнуваме нашиот профил. Откако го креиравме профилот, како можеме да се одјавиме и најавиме на истиот? Притискаме во десниот агол каде што ни се наоѓа името на нашиот профил. Потоа ја избираме опцијата Sign Out, што значи одјави се. Откако ќе се одјавиме, сега за да се најавиме притискаме на Sign In. Овде го пишуваме нашето корисничко име, а потоа ја внесуваме и лозинката. За да влеземе во профилот, притискаме на Sign In. Сега сме успешно најавени. Како да го креираме нашиот прв проект? Притискаме на опцијата Create која што ни се наоѓа горе во менито. Вака изгледа еден празен проект во Scratch. Од кои компоненти е составен Scratch? Налево можеме да забележиме дека имаме некакви видови на блокови. Секој од тие блокови се поделени во различни бои според нивната намена. Првата категорија на блокови ни се motion или блоковите за движење. Со помош на овие блокови можеме да даваме наредби на карактерите за тие да се движат низ сцената. Потоа ја имаме категоријата looks или изгледи. Со овие блокови даваме наредби на карактерите за тие да го променуваат нивниот изглед и исто така да кажат нешто. Третата категорија ни е блокови за звук. Четврта категорија ни се блокови events или блокови за настани. Со помош на овие блокови ги започнуваме сите низи од наредби или скрипти.
Следна категорија имаме блоковите за контрола, потоа ги имаме блоковите sensing, потоа имаме оператори, променливи и категоријата My Blocks која што ни овозможува да креираме наши блокови. Наредбите кои што ги задаваме на карактерите, ги ставаме на работната површина која го опфаќа најголемиот дел од екранот. Овде ги спојуваме сите блокови кои што потоа креираат некаква наредба која што треба карактерите да ја извршуваат. Карактерите ни се сите овие што ни се наоѓаат долу под сцената. Овој дел, каде што ни се наоѓа карактерот, се нарекува сцена и тука карактерите ги извршуваат нивните наредби. Како можеме да ги користиме блоковите? Блоковите одат по принципот кликни и влечи. Ако сакаме да го искористиме блокот Move 10 Steps, што се наоѓа во категоријата Motion или категоријата за движење, тогаш доаѓаме до блокот, кликаме на него, го влечеме и го пуштаме на работната површина. Овој блок се активира со кликање на него, така што можеме да забележиме дека карактерот се придвижува за 10 чекори секој пат кога активирам блокот, и истиот може да се активира со блоковите за настани. Одовде ќе се запознаеме со првото блокче, односно When Green Flag Clicked, кој не означува кога ќе го кликнеме зеленото знаменце. Кога ќе ги споиме овие две блокчиња, ова е веќе креирана скрипта или низа од наредби. Како се активира оваа низа од наредби, тоа ни го покажува нашиот прв блок. Кога ќе го кликнеме зеленото знаменце што се наоѓа на сцената, тогаш ќе се активираат сите блокови во таа низа. Па да испробаме. Забележуваме дека со секое кликање на зеленото знаменце, повторно и повторно ни се активираат блоковите во таа низа. Ајде да ја зголемиме таа низа. Да избереме некој блок од блоковите за изгледи, каде што нашиот карактер ќе каже нешто. Say hello for 2 seconds означува дека нашиот карактер ќе каже некаква порака која што ќе биде видлива само за одреден временски период. Тоа може да биде пораката hello која што ќе биде видлива за 2 секунди. Можеме да додадеме и блокче за звук од категоријата за звуци. Можеме да го искористиме блокчето Play Sound Meow Until Done. Да испробаме. Забележуваме дека наредбите се извршуваат по редоследот на кој што тие се наредени. Ако се промени редоследот на блоковите, ќе се промени и редоследот на нивното извршување. Како можеме да избришеме некој блок од низата која што веќе ја имаме креирана? Ако сакаме да го избришеме блокот Move 10 Steps, еден начин е со притискање на десен клик врз него и избирање на опцијата Delete Block. Втор начин е ако го земеме блокот што не ни е потребен и го влечеме најлево што можеме од сцената, односно кога блокот ќе помине оваа бледа сива линија и го пуштиме тука, тогаш блокот се брише. Големината на сцената во Scratch е според овие параметри. За X карактерот може да се движи до 240 најдесно од сцената, односно до минус 240 најлево од сцената. Ако сакаме карактерот да го движиме горе-долу, тогаш ги променуваме параметрите кај Y, односно до 180 најгоре на сцената и минус 180 најдолу во сцената. Ајде да го испробаме ова на пример. Како знаеме до кои параметри се наоѓа нашиот карактер? Под сцената имаме мал панел во кој што можеме да забележиме кои се вредностите за X и вредностите за Y. Во овој панел исто така можеме да ја видиме видливоста на карактерот со опцијата Show и големината на карактерот со Size, која што може да се променува. И насоката на која што е свртена нашиот карактер. Ќе додадеме карактер кој што ќе ни биде местото каде што ни се наоѓа скриеното богатство. Каде се додаваат карактери? На мачето со плусче што ни се наоѓа долу десно. Ќе одиме сега и ќе го најдеме
карактерот во X форма. Ќе го земеме овој карактер и ќе го влечеме најдесно на сцената. Се враќаме кај карактерот маче, бидејќи кај него ќе ги спојуваме блоковите кои што ќе даваат наредби мачето да стигне до скриеното богатство. За да го движиме карактерот конкретно до некои позиции со помош на X и Y, можеме да го користиме блокчето Go to, X, Y и Glide за неколку секунди to X, Y. Go to означува оди до позицијата која што ќе ја зададеме, а Glide означува лизгај се до позицијата што ќе ја зададеме. Ајде да го испробаме блокчето Go to. Го вличаме блокчето, го спојуваме за зеленото знаме. Од фотографијата што ја видовме претходно, научивме дека за да го движиме карактерот лево-десно, треба да ја променуваме параметрите кај X. Од фотографијата знаеме дека за најдесно параметрот X треба да ни биде 240. Кај променливата X треба да имаме некој бројче кое што ни се наоѓа до 240. За да биде точно нашиот карактер маче врз X-от, тоа би било 210. Го активираме кодот и забележуваме дека нашата проценка е точна. За да го вратиме карактерот назад, односно на неговата почетна позиција 00, ќе земеме уште едно блокче Go to или Glide, каде што ќе можеме да ја видиме промената за нашиот карактер каде се движи. Ќе земеме едно блокче Glide и за X ќе напишеме 0. Да испробаме. Како да додадеме позадина во Scratch? Притискаме на купчето најдесно долу, што ни изгледа како рамка. Од понудените позадини ја избираме таа што најмногу ни се допаѓа. И вака ни изгледа крајниот проект. За да го зачуваме овој проект, треба да го именуваме. И да кликнеме на купчето Save Now. Предизвик во Scratch. Да го напишеме нашиот прв код во Scratch. Помогни му на мачето да стигне до скриеното богатство. Прво, паузирај го видеото. Испробај и повторно пушти го за да видиш некој од решенијата на овој предизвик. Па да сумираме. Што научивме на денешниот час? Научивме што е Scratch, како можеш да креираш профил на Scratch и како можеш да се најавиш на истиот, од што е составен Scratch, како да направиш една низа од наредби. Исто така научивме како да го движиме карактерот и да додадеме нови карактери и позадини.
Останете во добро здравје. До следно видување.